Драги мои, денеска, како и секој ден, еден голем поздрав од Вкусот на традицијата и Алфа телевизија специјално само за вас од комплексот и етно ресторан Златно буре Кучково, каде што можете да избегате од врелината, од градската врелина, Скопје и од цела Македонија, да дојдете овде да се разладите во базенот, под сенките на оревите, на костените, да пробате вкусни традиционални специјалитети од кујната на Златно буре Кучково, а воедно, ако не затекнете и нас овде, па можете да бидете и наши гости, да пробате од нашите специјалитети од емисијата Вкусот на традицијата. Верувам дека сите сте во добро здравје и во истото време секој работен ден си го очекувате новиот рецепт на денот. За денешната емисија одлучив да ви направам една торта, парена торта со вишни и кокос. Толку е сладка. Бргу се приготвува, не е скапа, навистина е ефтина. Само загрејте арерната, влезете во кујната, подгответе си ги сите состојки и колачот за 30 минути веќе ќе биде на трпезата. За овој колач вас ќе ви бидат потребни 4 јајца, 16 цупени лажици, шекер, брашно, масло, млеко, прашок за печиво, ванилин шекер и 200 грама замрзнати вишни обескостени. А за шербетот ќе ви треба 3 филџани шекер, 3 филџани оние околу 1,5 децилитар што се, вода и малку какао ќе ви треба за тестото, за да го прошараме тестото. Ајде сега да почнеме со подготовка. Ги кршиме јајцата во садот за матење. Јајцата е најдобро секогаш кога ви се на собна температура, да не се латни од ладилникот. Така. И најпрвин ќе ги изматиме јајцата со шекерот, со 16 лажици шекер. Така. Да добиеме една кремаста смеса, тука ќе го додадам и ванилиниот шекер. Да добиеме една густа кремаста смеса и ќе видите кога ќе обели јајцето, тоа значи дека е готово. Сега ќе го користиме миксерот за да можеме побрзо да бидеме готови. Се додека не се раствори шекерот во јајцата, не престануваме со матење. А инаку зад камерите во нашата екипа се наоѓа нашиот камерман Емил, кој што обожува да јаде сладко и десерти. Секогаш најповеќе се радува кога ги снимам емисиите, кога има нешто паренко. Дури да ви кажам, понекогаш и сакам да ги правам овие парени колачиња, токму заради него, да го направам среќен. Значи, нема ништо позначајно во текот на денот кога ќе го направите некој среќен. А исто така и келнерите сакаат благо. Па еве денеска ова ќе излезе голема тепсија, има сите да јадат. Јау, ова колку се добри јајцата, свежи и тазе. Еве веќе дали ви се верува и ова е готово. Згусната е смесата. Еве сега ќе пробам. Уште малку. Памтите кога се прават овие масни торти, така нели го викаат тоа тесто,
Секогаш сакавме да лижнуваме од она што ќе останеше кога бевме деца, па дури и сега. Така. Повеќе миксерот не ми е потребен. Сега ги ставам сувите делови, брашното. Сега веќе и миксер не треба, туку дрвена лажица. Брашното, кокосот, 100 грама кокос, сега дрвена лажица, прашокот за печиво, ќе го додадам млекото, маслото, а претходно неколку капки ќе капнам на тепсијата. Сега сето ова убаво ќе го промешам. Ето, тестото е веќе готово. Многу ги сакам сите колачи, баклави, парени, непарени, се што содржи кокос. Така. Сега половина од тестото. Прво ќе ја намастам убаво тавата. Така. Да избришам раката. Половина од тестото ќе го ставам во тепсијата. Уште малку. Добро. Така. А тек кога ќе се испече. Така. Сега ќе ги ставам вишните. Рерната да ви биде вклучена на 200. Така. Течноста од вишните не ја фрлам, ќе ви кажам како ќе искористам. Така. Барем некако да биде онака рамномерно. Сега и втората половина од тестото. Само не до крај.
Ќе оставам малку за да ја помешам со какаото. Така. Добро. Сега го ставам какаото. Една или две супени лажици. И убаво промешувам се. Сега ќе ми треба малку, ќе користам обична супена лажица. Ај така. И сега го правам ова. Значи, тука таму што се вели, нели? Убаво да изгребам тепсијата. Така. Еве. Колку што се вели да ја прошарам тортата. Одлично. Сега ќе искористам течноста од вишните. Како убаво изгледа тек кога ќе се испече. И сега вака притискаме малку за да навлезе какаото внатре. И кога ќе ја пресечеме, ќе биде многу интересна и со боите, кога ќе ја попарам. Готово е, подготвено е за печење. Значи 200 степени, потоа можете при крај 180 да намалите, околу 30 на минути ќе биде доволно. Во меѓувреме, јас ќе го подготвам шербетот, треба да биде колачот студен, а шербетот топол. Не мора, мислам, многу студен, туку млак да биде, а шербетот да врие. Се гледаме кога ќе го испечам колачот. Што туку ја ставив тортата да се пече, а сега ќе го правам шербетот. Значи 3 филџани вода, 3 филџани шекер. Да зовријат малку, ова не се прави како класичен шербет, туку малку да проврие, така да биде поредок, поентата што е со шекерот во прав. Значи, кога ќе се попари тортата и кога ќе се излади, можете да наросите малку со прав шекер, а и не морате, тоа е чисто за изглед, затоа и кажувам дека не мора. Повеќе естетика, нели, да биде напрскано малку со прав шекер, затоа што овој шербет, кога ќе ја впие тортата, дури нема ни да се препознае. Таа ќе биде само како мокра, како влажна, не она класична шербетлија, туку влажна ќе биде само. И наросете се горе доколку сакате, ако не сакате, не мора. Значи, еве, кога ќе ми зоврие
шербетот на тивко сега ќе си се вари, во меѓувреме брзо ќе биде испечена тортата, ќе се подолади и ќе ја попарам. Време е за сладките уживања и сладките задоволства. Еве, драги мои, ние си го ставивме колачето е тортата со сетепсија. Да видите како изгледа. Го пресеков на коцки, го попарив, му наросив малку еве прав шекерче и еве сега да го пробам. Епа да ви кажам, сите му се радуваат. Сите му се радуваат. Еве ги вишните. Еве како изгледа. Прекрасно нешто. Леле. Сакам од ова доле да чепнам. Леле, лудница е колачото. Лудница. Значи, вишната си го прави своето. Таа е кисела со шербетчето и кокосот. Фантастично. Го направите ли овој колач и оваа торта, верувајте дека нема да остане за утре. Толку е многу добра, како е сочна. Значи, не е она да тече шербетот, него токму како што ви кажав, така мекава, сочна, кисело-сладка. Фантастична е. А моментот со какаото е токму интересен, декоративен и сокот од вишните. Драги мои, направете го овој колач, оваа торта и уживајте во вкусот исто како и јас што уживам. Ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата. Со една мисла, вела дека кога некој ќе ви каже, тоа е невозможно, тоа се само неговите ограничувања. Тоа не значи дека и за вас е невозможно. Никогаш не верувајте на другиот, само на сам себе. Довидување до следната емисија.